Дали власта ќе се обиде на сила да протурка онлайн работа на собранието? Отсуството на двајца пратеници од владачкото мнозинство доведе до блокада на парламентот. Уште од самиот старт се покажуваат слабостите на тенкото мнозинство. Троцифрен број предлог закони чекаат на изгласување, но СДСМ и во моментов немаат 61 пратеник, па се поставува прашањето дали кај власта постои страв да ги стави законските решенија на гласање, со оглед на тоа што може да не го минат собранискиот филтер, доколку сите пратеници на опозицијата се на седница. Решение на овие проблеми власта бара преку кршење на собранискиот деловник. Барањето на народните избраници да работат онлайн сега официјално соопштени од премиерот Заев. Може да направат онлайн дебата, односно работење на парламентот. Може да направат онлайн за тие што се, не знам, во изолација, позитивни. И денеска техниките овозможуваат се и се што, но да не си дозвола да го стават парламентот надвор од целиот систем, заради тоа што не навремено донеле одлука и тоа ќе донесе сериозни проблеми. Дека мора да има промена на собранискиот деловник за онлайн седници, каже спикерот Талат Џафери, но ставот на неговата партија дека и без промена на деловникот може да има онлайн седници, како и СДСМ, така и ДУИ официјално побара пратениците да работат од дома преку интернет. ДУИ бара солидни причини од опозицијските партии да го разгледаат овој предлог со цел да се избегне можноста да се заштити здравјето на пратениците и администрацијата, а истовремено да не се блокираат важните процеси за Република Македонија. Опозицијата контра ваквото барање на власта, претеникот на ВМРО ДПМН Антонио Милошовски вели дека кој бил изгласан закон преку онлайн платформа би можел да падне пред Уставниот суд. Било кои закони кои што би се изгласале на онлайн седници, а Уставот предвидува присуство, порано или покасно би можеле да паднат пред Уставниот суд. И затоа мислам дека собранието, доколку на мускули турка онлайн седници, може краткорочно да предизвика политичка криза, а долгорочно да предизвика правна несигурност со донесените закони кои што би биле поништени или укинати од страна на Уставниот суд. Моментално тројца пратеници се позитивни на COVID-19, покри Исмил Јаховски од ДУИ и Лазет Аневски од СДСМ, заразена со коронавирус и пратеничката Јадранка Поцкова од опозицијската ВМРО ДПМНЕ.